Граѓанското здружение Демократија во рамките на своето дејствување најголем дел посветува на развојот на земјоделството во општина Свети Николе. Последниве месеци членовите на здруженијето посебно се посветени на изработка на проекти со кои земјоделците полесно би обезбедиле средства од ИПАРД програмата на Европската Унија. Тоа во суштина ќе значи поквалитетно производство и сигурен пласман на земјоделските производи. Денеска група од 60 на земјоделци од Свети Николе замина во Скопје на годинашниот сајм за земјоделство и храна. Ова патување е во склоп на еден проект. Проектот го реализира Здружение на граѓани Демократија и е во поддршка на локалната самоуправа, односно финансиер и соработник е локалната самоуправа. Корисниците се земјоделците. Обезбедивме една група од околу 60 на луѓе кои ќе патуваат денес на сајмот Агрофуд, како што кажете, во Скопје. Целта е да се следи трендот на храната и механизацијата, унапредување на нашето земјоделие. Во ова прилика би сакал да се заблагодарам на градоначалникот и на советот на градот Свети Николе, на општина Свети Николе, за укажаната можност и благодарност за реализацијата на овој проект. Значи многу. Значи нашата канцеларија им нуди соработка на неколку полиња, почнувајќи преку потпунување на апликации и документи во текот на целата година за тековните проекти, почнувајќи од субвенциите, завршувајќи со изработка за договори за плодоуживање, после понатаму за по проектот 50-50, така наречено, за механизација. И ова е исто така во скоп на тој проект. Значи многу, помошта е нашата повеќе административна, меѓутоа гледаме и на повеќе планови да им помогнеме, например и организирање на трибини, на сајми, следење на ИПАРД програмите, следење на нашата национална програма за земјоделие. Секако дека има перспектива, ние сме земјоделски крај, тоа е општо познато. Имаме повеќе од 700 регистрирани земјоделци, над 2500 земјоделци поднесители за субвенции. Може се уште и повеќе и подобро да се остварат подобри услови. Значи тоа е нашата цел и нашата помош е во тој вид на помош, унапредување на земјоделието и олеснување на патот до пристапните фондови и средства за земјоделците. Метеоролозите за оваа недела најавуваат нови врнежи кои не им одат во прилог на земјоделците. Во почвата има доволно влага од претходните врнежи, па новите им создаваат проблеми во реализацијата на плановите за есенската сеидба. Досега многу малку површини се посејани со есенски култури, односно со пченица и јачмен, а новите врнежи ќе ја одолжат сеидбата во овчеполието. Доколку продолжи ваквата временска состојба, реално е да се очекува дека плановите нема да се реализираат во целост, односно од планираните 12 до 13.000 хектари, можеби ќе се посеат само половината, што во старт ќе значат непланирани загуби за производителите. Останува само земјоделците да се надеваат на подобрување на временските услови, а сеидбата да продолжи и до средината на месец декември, како што се случуваше во одредени изминати години. Земјоделската механизација е подготвена, семенски материјал има во доволни количини, дизел гориво може да се купи на бензинските станици, единствено нестабилното и врнежливо време засега е пречка за успешна есенска сеидба во Свети Николско.